Овде сме на еден штанд, да кажеме, со едни најубавите производи кои имаме во Македонија. Тартуфите сите познаваме. Не може сите, ама сите го знаеме малку тој вкус, посебен шмек. Овде тартуфите ги имаме на 101 различни начини. Господјата ќе ни објасни точно што имаме овде на штандот. Ова е Македонија. Добар ден, јас сум Валентина Митрова од фирмата tuf.mk. Фирмата tuf.mk е првата фирма во Македонија што се занимава со тартуфи. Ние го најдовме македонскиот тартуф на планините на нашата Македонија и почнавме да го преработуваме тартуфот во техника. Едно прашање. Кажувавте планина. Планина од кој регион точно? Знамо дека Цела имате долго Македонија. гости, барима. Цела Македонија. Цела Е Македонија е полна полна што со имаме само во тартуфи, Македонија. да. Ова е македонскиот тартуф што се бара со 10 кучиња низ 10 планините, кучиња да. Вау. Со 10 кучиња низ планините на цела Македонија. Браво. Вие правите... Имаме доста производи. Јас испитував на пазарот, бидејќи тартуфот да се стабилизира е многу деликатна работа. Со голем труд, со многу вложување, успеав да, нормално со едукации, надвор од државата, со многу помош, со многу работи, околу се вложував околу тартуфот за да можам да направам производи од тартуфи, испитував, значи најмалце 5 години испитував и после 5-та година... Извините, ова е преубаво. Тоа е... Маслинки? Тоа е производ мелен тартуф. Да. Мелен тартуф со мелена маслинка. Многу добро, многу добро. Тоа е, се става во тестенина. Браво. Во тестенина, да. Во тестенина имаме масло со тартуф, ова е ексклузивитет. Масло со тартуф, од црн тартуф, имаме масло со бел тартуф. Мора да приготвам еден рецепт со тоа. Имаме сол со тартуф. Да, све. Имаме сол со тартуф, солта со тартуф е полна со тартуф. Вау. Имаме сладко со тартуф. Сладко све од тартуф, да. Имаме сладко со портокал и тартуф. Многу го обожавам тоа, имам прилика да го Тоа се деликатеси што се сервираат на многу типови населења, се пијат со вино и така. Супер. Тартуфот, Ви што да кажам. Да, ви благодарам за представувањето што го имавте од вашата страна. Ние продолжуваме, имаме уште многу работа. Фала ви многу, господја. Се слушаме и се гледаме. Пријатно. Овде, па не се тука, ма мислам имаме различни пинџури, имаме лутеници, такви ствари и све. Господинот ќе дојде, а па тука доаѓа. Здраво. Здраво, добар ден, господине, како сте? Добар. Супер, одлично. Што ни представувате вие денес? Овие се да гледам имаме што е да? Димен Ајвар. Димен Ајвар. Добро. Зошто Димен? Ајварот е нормален, Димен. Па има луѓе и ненормални. Ево што е? Ова лепче, добро, ќе ми ставите малку Димен Ајвар? Важно. Браво. Разликата измеѓу Ајвар и Димен Ајвар. Ајде, да пробаме. Да бидеш дел од ненормалните. Добро. Не, добро е, прекрасно. Ја вистина. Со сега дрвот, а лутко е. Малце повеќе пикантно така. Да. Па мора, ако не е лют. Да. Ако да не се лутиме. Да, ако биде блак, ќе биде бљак, така. Точно. Пате пинџур, имате овде како... Не, ова не е пинџур, ова е зелена паста. Зелена љута пиперка, мелена. Со модер патричен и црвена пиперка. Постоена во оцет и во шеќер и посам димена. Маринирана и уште димена. Посам димена, да. Сакаш да пробаш? Да ви кажам, прво треба да пробам секаде. Дослушаме ние на брзина. Нема ти оди на да. Додека сме тука, да пробаме. За побрзо, за метаболизам. За метаболизам. Да се покренеш малце. Ова е малку полјуто. Ме зезна човекот. Ќе мора да најдам нешто да пијење, оти многу луто е.
О, Таков и брендот на љути се вика. не, зота. На љути се, да. Разбрав сега зашто да се кажам и дај. Ема многу љути. Фала ви. Мора да продолжуваме. Здрав се, гледаме. Многу убаво, ама многу љуто. Вау. Океј, се гледаме. Овде имаме, Пак јас. а и вие сте тука. Ама сега да сте? Па да. Ова е познато од кикирики, олев и Тоа е паста, чоколадна паста од сем мешана. не мешано, чисто е. Добро. Чист лешник, чист олев и чиста кикирика. Браво. Ова не, ја не пробам више, отим многу ме за ушата ми лут, мора да пијам нешто. Не може, вау, ќе плачам ако продолжам така. Извините, ама ќе земам малку вода. Ебе, продолжуваме, се шетаме во ова сајмот на Slow Food. Навистина Slow Food е убав евент. Многу сакам од овде имаме само природна храна, здрава храна, све био, органско. Имаме уште новитети овде. Имаме шо? Домашен кетчап, домашна мешавина од зеленчук. Шо е ова? Домашно салса. Све домашно пишано, да. Кисели пиперки со морков, везени лути пиперки, не више, луто доста. Не ни сакам ни да пробам. Што ни представувате овде? Све вие го правите тоа? Све ние го. Добар ден, извините. Александар. Малку сум возбуден. Све е рачна изработка, без конзерванси, без адитиви, буквално е правено кој што се правело на времето. Како бабите? Како бабите, бабите и дедовците, прабабите, да. и дедовците, Буквално. да, точно. Браво, Да, преубаво. имаме сите преработки од овоше, зеленчук, кисела палет, имаме пиперки со морков, везени лути, чисти пиперки, мудри патлиџани, домашен кетчап, салца, джем од јагода, слива, кајсија, буквално сите традиционални Да ви кажам право, ова е предобра идеја. Оти младите више Да. не сакат више да прават зимници и се тоа. Мислам, ало, Да. си порачуваат Нити и си има, имаат младите веќе нити имаат знаење, нит време, време и ни трпење. и трпење. Ете тоа. Да, трпење. Епа, фала ви многу убаво ми изгледа. Ќе имаме прилика да го пробам тоа. Имајте убав ден и убава продажба. Фала ви, пријатно. Чао, чао. Ајде продолжуваме. Имаме. О, мармалад. Здраво, добар ден, господја. Добар ден. Имаме мармалад од сливи, имаме благо емлюто, имаме шипки. Шипка. Па да. Ова е веќе крајот од сезоната. Крај на сезоната, шипки, тоа се познати во Македонија. Познати Кој не се. прави мармалад од шипки, не прави ништо. Најубав мармалад. Најтежок за работа, ма најубав мармалад. Да? Па тоа вие Ние го на кажувате, мора да ние на работа во Кондервеско го викаме крал на мармаладите шкрпа. Крај на мармаладите. Ма тој не само што е мармалад, тој е и лек. Да. Витаминот С и во термичка преработка го задржува во внатре. Ја би сакала да го пробате. Ке го пробам? Да, обавезно мора. Само ако не е љуто, знае тоа, не е Не, љуто, знам благо е ова ова. е пикантно, луто, Да. ова е па уште побаво. Кој го пробал, вика, ме подсетите на баба, ме подсетите. Знаете, ова со малку джигер од паткари, нешто така. Води, Какви рецепти води. можеме да направиме со тоа преубаво. Води, како Браво. ставите. Браво. Ека. Фала ви многу. Ова е шумска сировина и производство на планина Бабуна. Супер. А имаме така и со Малички тегли така за презентација. за се. презентација. За сабајле за доручекот. Со доручекот, Да. ама го обично ги земат кога одат луѓе во Да. странство и носат нешто, ете, Тоа е традиција во Македонија да се дава благо кога се влегува во куќа или нешто така. Па да. Фала ви многу, Баш ми е господја. драго. Имајте убав ден. Фала и ви. Пријатно. Овде имаме пијалоци, мал пијалоци, јаки пијалоци. Продолжуваме уште јаки пијалоци. Па да, неубави. Овде имаме вино и јаки пијалоци. Мора да продолжуваме. А имаме, што имаме овде сега? Дека имаме бадеми, значи не печени Бадеми. и печени, и путер од бадем, путер од бадем со мед и маџун од наши плантажи во Росоман. Браво. Маџунот тоа е, Тоа се прави од грозија. да. Еве го и експертот тука, производителот. Да. Браво, добар ден, господин. Супер. Правите маџун, правите што овде, што е? Тоа е путер од бадем. Путер од бадем, а има путер од кикирики. Па да, ама ние произведуваме од наши насади се овие.
Окей. Од наши бадеми и од наши грозе, се е наше производство. Браво. И ова исто. Да, се. исто. Се е исто. Зошто има така различна... Тоа е со мед, Аха, со добро. додаток мед. А ова е само бадем, брате. Само бадем. Употребата сега за путерот бадем, што се става на лепче, како се употребува? Можеш да ставиш на лепшо да ја мачкаш, можеш во шејк, можеш во овесна каша. Најчесто за овесна каша ја користи. Што додавате протеини има внатре посебно, има Да. што има посебно, има Сите нутритивни вредности што ги има бадемот фактички, ги додаваш во овесната каша и слично. Супер. Знам од имаџунот е размена на шеќерот со цем. Може да се готви да се прави, како да кажам, Да, сладки мажунот десерти, има свето. доста и железо и многу голема енергетска вредност има мажунот. Супер. Мило Мешо ве запознат. Фала многу. мило ми. Само со среќа, само напред. Фала. Со убави такви производи, мислам ако сите ќе дојдат кај вас да ги пробате. Да. Имајте убав ден. Пријатно. И продолжуваме. Ајде. Каде одиме сега? Сега имаме од каде имаме што? Имаме мед. Медотека. Медотека. Имаме винотека, ја поминавме, сега имаме медотека. Па да. Да ти кажем една приказна што не ја знаеш. На приказ што не ја знам. А може има уште приказни што не ги знам. Ти беше од Белгија, така? Јас сум од Белгија, Ама да. корените се од тука. Точно така, да. Е сега има една приказна што е многу интересна. Да каже, те ми. Исус кога одел на Голгота, римјаните на главата му ставиле венец од трнчиња да биде крал. Да, макрал. Арно ама тој трн ние се го викаме чалија, драча кај нас. Окей. И сите трла се заокружени со тој трн, за да не може волкот да влезе натре. Сега, растението се вика Палиурус спина Кристи, значи го носи Исусовото име. Добро. И по квалитет на мед, на антиоксиданти и други работи е најдобар во светот согласно истражувањата на научниците од Грција, Турција, од балканските држави. Можам да кажам, многу добар продавач човекот. Да. Ја знае на приказна, јака. Браво. И јабанџиите го фалат нашето. Браво. Браво. Значи имаме мед кој што го има во Библијата и го носи Библијата. неговото име. Пак можеме да бидеме горди во Македонија што имаме така. најубавите сега. производи. Па да. Дека сте ти Библијата има нешто друго интересно да ти покажам. Добро. Значи, ако си добар муслиман или христијанин, ќе одиш во рајот. Па јас сакам повеќе у пекор да одам, ама. Така. Е, сега што се случува? Ако отидеш во рајот, ќе ти дадат да јадеш рајска храна. Рајските плодови се калинка, маслинка, Добро. и смоква, Добро. мед, млеко, пченица и јачмен. Тука приказната завршува. Добро. Значи тоа што ти го правиш како готвач е на земјата, ама кој што у рајот ограничи само на овие производи. Едно од нешто што е во Македонија позната е калинка. Калинката, па да. Калинката е Од рајско регионот овошје. од Валаво. Да, па да, точно така. Значи, ниту се прска, ниту се наводнува. Ние ја изсушивме на минут 40 во лиофилизатор. Ова е калинка во прав. Е сега. Калинка во прав. Да. Може да пробаш, Како отвори. се јади вака се Стај си на дланката. На дланката. На дланката можеш да земеш тоа ладиче. И пробај да видиш. Страшно. Е сега. Кога на тоа ќе му додадеш и свеклово прав, добро. Свекло. цвеклово прав, ова, Окей. и шипкаво прав, добиваш имунолошка бомба Добро. и ќе те направам, како ти беше името? У црвенка па ќе те претворам. Имам проблем дома кога се вратам со супругата тогаш. Ако тоа е добро за Тоа све. е многу добро за имунитетот, кај што фактички е автентично наше македонско со сите. Значи, медот од Исусовиот трн, плюс калинка, плюс македонско цекло направено имунобомба и за здравието е чудо. Врв нешто, наше автентично македонско. Знаете што треба да јадиме? Па ќе одиме ке господинот. Фала ви многу за приказната, на вистина браво. Таков човек ни треба секој ден, да е сила за Одиме сега кај комшиите. Фала ви многу комшиите сега. Кои се комшиите? Здраво. Нуриш Грин. Што имаме овде кај Нуриш Грин? Микробилки. Микробилки има, Тоа да. е многу убаво, многу сакам тоа. Да, ова се микробилки, Нуриш Гринс. Здраво, добар ден, па ќе преме да. Добар ден, па со рукавици не можеме да се видиме. Така е, да. Мило ми е што наоѓам сега ова овде на пазарот, оти на вистина, ова мислам оти е дел од секоја јадење можеме да додавиме малку така микрогринците и свето, да го смениме комплетно, значи, тањирот
не само со декорација, не само со очите, ама и со вкус. Така Значи, е, и навистина со све вкус, посебно. со нутритивна вредност исто. Многу ги сакам. Знаете, тоа е тренд. Сега почнува во Македонија, па почнува пред година-две, мислам почнува да биде на пазарот. Беше тоа во Белгија пред да стигна во Македонија пред 11-12 години. Има посебни филми што ни го правиле, ама многу сум среќен дека сега го има и во Македонија. Да, локално се Извините, одгледани. продолжете Точно. сега. Морав да ве прекинам, морав да го кажам тоа. Баш ми е Кажете ми. драго и ви благодарам. Локално се одгледани и тоа тука во Скопје ги одгледуваме. Во Скопје? Да. Браво. Во внатрешно контролирани комори ги одгледуваме со смарт системи, со што им дава оптимален раст на билките и со тоа и нивен вкус и свежина. Супер. Слободно Многу може убаво да изгледа. си пробате, ако сакате и нешто од ова, ако сакате и да ви пресечам свежо, можам. Нема врски. Знаете што? И можете така, гледайте. да. Руколата е Убаво, уау. експлозивно вкус. Јако вкус, многу добро. Земам малку од другото. Јас ќе ви предложам и од ротквичката, бидејќи е пикантна. Тоа е црвена зелка. Червена зерка. Да, и да бидам искрена, има уште 2 дена до берба. Браво, многу убаво е. Меѓутоа, веќе може. Сега го кажувате, навистина ми доаѓа вкусот од зерката. Да. Руколата тоа е јако, да. Зерката ми дојде после. Ова што е? Ротквичка и ова е пикантно, дава лутина. Мислите ти сум зајак, ба не сум зајак, ама многу убаво е. Оти навистина тоа е посебни вкусови што така ви доаѓаат во уста, кога жвакате тоа, многу убаво изгледа. Многу убаво. Јас ќе ви предложам да пробате комбинација шери со рукола и крес. Ајде. Затоа што шерито е малце лагичко, руколата и кресот тука со зачинскиот вкус се дополнуваат. Браво. Еве и Многу крес. убаво. Ова што е? Прес. Крес салатата, да. Пресум. Ме интересира ваше мислење затоа што навистина има најспецифичен зачински вкус. Ова Ова бара да знаеш да го го комбинираш. употребав јас во Белгија, го мешав тоа. Или биде чудно, тартар бифтек со тоа. Да. Многу добро. Да, тартар бифтек со тоа се вика кресонет. Крес го викате во Македонија, во француски се вика кресонет. Супер. И ова се меша, јас го мешав со тартар бифтек. Преубаво е, многу добро. Ми се допаѓа. Ке мора да продолжам, ама Драго ми е, навистина, тука сме. све што имате, многу ми се допаѓа. Фала Се ви. гледаме, фала Убав ден. и чао, чао. И само на Сега е добро. Марчо, Браво. сам не ти дал да пробаш само едно. Ова уште да пробам. Ова е јутро ке ми дадете, ја? Ема, многу убаво е тоа. Ама многу убаво е тоа, навистина. Зашто не го проба претходно? Не, доста приказан, мора да продолжам. Ако продолжам со човекот, цел ден ќе збориме заедно. Не може тоа. Ајде. Здраво, здраво. Здраво. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Имате за јадење, а не? Сапунчиња природни. Ова не е за јадење, ова, ма за жал нема да пробам Од овде. природни масла, од козјо млеко планинско, наше од Македонија. Козјо млеко? Козјо млеко, да. Знаете, сапун од козјо млеко? Да. Со природни масла, кокосово, Ја не знаев оти се преше со сапун со козјо млеко сега. Козјо млеко се прави. Сирење се прави многу ствари, ама да се прави сапун. делотворен за кожата, да. Браво. Исто така имаме свинска маса, Ќе имаме стариот рецепт. по бела кожа, Поубава, убава кожа. почиста, да. Ајде. Пак се научив нешто ново денес. Природни Браво. масла со активен јаглен за акни која чисти кожата. После сме црни после за Да. тоа. Уште повеќе длабински ја чисти. Можете слободно да се помирисате Добро. некои од сапуните. Да ви кажам право, чудно изгледа. Тоа е со мирис на сандал. Изгледа како колачи, навистина. Вау. Машки мирис, се фативте баш за машкиот машки мирис, и добро. мирис на пачулието, а? Пачули е многу убаво, тоа многу Да. мирисе, да. Слободно Да, помирисајте. браво. Не е за јадење, Не е за јадење. иако изгледа така. Браво. Супер, оригинал, нешто ново, што не го знаев. Така. Ви Фала беше ви многу. мило. Фала. Фејне Имајте убав ден, дахно. пазете да не падна. Момент. Кажете? Фејне дахно. Извине. Дали зборувате холандски? Не, ik spreek niet Nederlands, ik spreek Nederlands. Frans. Oké, ik spreek Nederlands. Ik spreek Frans. Het is beter voor mij in Frans. Mijn Nederlandstalig is niet goed. Ik verstaan te veel, maar ik spreek een beetje. Се разбираме. Да. Убав ден. И по холандски збориме сега овде. Па живеевте 5 години. Па живеете там. Јас живеев во Белгија 45 години. Вие во Белгија, Да. окей. Второто јазик е фламандски. Да. Затоа зборам француски, го учев фламандски во школата. Ебе вала. Tot ziens en volgende keer. En tot volgende keer. Ja. Ciao, ciao.
Поздравен. Добар ден, господине. Што ни продавате вие денеска? Овде имаме органски креми на база на пчелин восок. Значи ова сте што гледате, база пчелин восок. А, пчелин восок, добро. Значи овие се органски креми, регистрирани во Министерство за здравство. Ги имаме неколку видови: смиле, лаванда, русмарин, прополис, чајно дрво, невен. Имаме антипреспирант. Да. Ова си го зем, Тоа може да го ова си го земаме. Ете така. Значи тоа е без алуминиум, без никакви парабени. Е многу ма мириса. Да. Многу добро. Видете, кај нас важна девизата тоа што не можеш да го јадеш, не го стави ни на кош. Не, ова не се јаде, ова мислам од све ова нема ништо за јадење. Или има за јадење. Сакате да пробате нешто? Не, ако е косметика да јадам, Еве можево да го дадете на вашата сопруга. ова е за бело. Да убаво, кога се бакиме после ќе видите, има меки усти. Па фала ви многу. Верам ти све имате овде, браво. Значи имаме серум со смиле, ова е серум со рузмарин, лаванда, ова е за младите, лаванда и малина. За лице. Ова е путер за тело. Путер за тело. Да. Путер за тело. За подобро да се јаде после. Опасни продукти. Опасни. Мило ми е што ме запознав. Имајте убав ден. И браво. Значи нови продукти. Ние се познаваме. Добар ден, здраво Марк, се знаеме долги години. Ето, овде, знаеме. Имаме афион, не за пушење, ма за јадење. Афионот е нашата ударна сила. Да. Масото од афион, путерот од афион како ексклузивитет. Не го знам, Не го знаеш? Добар ден, ново. Сакаш да го пробаш? Ако се јаде, окей. Се јаде, да. Не е ова путер како Чекај, јас имам како друга разговор. Значи се јаде путерот. Тоа е Путер од афион. Аје? Јако е. Јако е. Да. Убаво е. Дали знаеш путерот тиква како изгледа? Тоа ми дава како вкусна налешник на... Да, како јаткастите плодови се слично, а путерот од тиква, Од семки од тиква. од семки од тиква, да, исто е, значи преубав ексклузивен производ наш. Ја ти знам, друго ти кога е употребена од двете страни. Да, поменете. А? Двете се убави. Многу се јаки. Јас мислам да ги пробам на што може да се меша тоа. Ја го мешам со мед, млеко, Да. некои такви комбинации. Доручек, лесна комбинација. Оригинал, навистина преоригинал. Овде ми се сапуните, сапун од афион, од бадем и од кајсија, че тоа од нашите суровини. Што може да кажам, Исто значи како да бидеме пак горди. Оти све што имаме овде на пазарот се македонски производи. И навистина во Македонија има палета од наменици од продукти што може да бидат употребени на 101 начин различни. Браво. Гледате со афион што правиме, со бадеми, со све. Правиме само убавина. Браво. Многу ми се допаѓа, навистина. Браво. мислам, стварно е предизвик да направиш сапун од јадливи состојки. Значи оно што се јаде, да го претвориш во сапун. А исто ни преше господјата претходно, тоа и плюс имаше како начин како колач, сакаше да го каснеш, ама не може, тоа е сапун. Браво. Многу ми се допаѓа. Велете за тебе. Фала многу. Ајде, ќе го имаме ова, ќе си го мачкаме. Ќе направиш некоја комбинација и ќе ни кажеш Ќе пробаме. секој добро. Фала многу. Имајте убав ден. Овде што имаме кај вас? Овде ќе имаме се од мајката природа. Се од шумски билки да. и За грло, плодови. добро. Да, имаме за грлото, имаме боров сируп, имаме бозел, имаме јаглика и за искашлување. Значи да се подсетиме на вкусовите од нашите баби. Значи природата ни дала се по еколошко здравје. Значи дренка, трнка, шипка, боровинка, меѓутоа планински, не од плантажни. Слободно може да пробате, ова е мешавина Ова шо е? од шипинка, трнка и дренка. Дренка, шипинка и трнка. Ајде. Да. Преубаво, сокчиње за растварење, а имаме и уште еден производ. Имаме и оцет за диабет. Без алкохол овде оцет. Се без Природно без алкохол, алкохол. И без шекер.
А со шеќер. А со Значи шеќер. шеќерот е природен конзерванс за разлика додавате немаме шеќер, хемија. Океј. Да, меѓутоа сите си го покажаа своето природно лековито Ја мислам својство. ти беше без шеќер, ама додавате шеќер за конзервантот сем. Природен конзервант. Да, а Многу инаку добро, имаме и уште еден многу добар производ, оцет за диабет, кој од 5-тиот ден го регулира шеќерот и се Ајде. покажа многу ефикасен. Ајде. Да. Епа ќе мора и тоа да се проба. А ние ќе продолжиме. Извините, ќе го завршам ова. Ако слободно и за колегите. Ви благодарам. И ја ви благодарам, Ајде, мило убаво беше. ден. Да, Стала стопам. ви. Чао. Што имаме убаво овде? Тоа се семиња. Семиња. Што ми продавате денес? Добар ден. Мило ми е. Ние одгледуваме билки и ги од нив правиме производ. Билки имате Да, овде. Добро. да. Сите билки што можеме да ги одгледуваме, ги одгледуваме во Деварца на 900 метри надморска височина. Океј. И се е природно, може да пробате ова се зачини. Океј, микс од зачини. Микс Тоа се од зачини. вашите зачини, Да. што ги сушите. Да, ги сушиме, ги мелеме и ги продаваме се. Браво. Ова е од кај вас. Да, ова е Добро. нашиот расад кој што ќе си го носиме на нива. Океј, ајде да пробаме ова. Да. Одиме со микс од тревки сушени. Македонски зачини. Македонски зачини. Еве, Да видим, ова на скара, ова на скара. Да, може на скара, може во варива, може во салати. 3 вида на зачини имаме. Различни. Тоа е козметика, правиме козметика од билките. Креми, тинктури правиме, масла. И све со база од билки. Браво. Гледате уште што може да се прави. Знак ми е хинацејата, бидејќи таа највеќе ни успева. Ова е таа билка. И таа ни е основа на сите работи горе. Браво. Браво. Само напред ќе ви кажам, извините со полна уста. Нема проблем. Фала ви. Зимете Миро си ми е. чајче. После ќе пробам пак. А ние продолжуваме. Вања, многу сум среќен што те гледам денес овде. Навистина евентот Slow Food е нешто посебно што ти си дел од тоа. Пред се, извините што ќе мора да го кажам това. Да. Вања е жена што ја запознав од почеток кога дојдов во Македонија. Ништо лошо, не секирајте, не. Се запознав, пријателство, навистина повеќе од 11 години сега, да. Едно од првите интервјуа на Марко, кога постоеше Утрински весник и кога Марко пред безусловно да се залюби во Македонија. Точно, и без да бидам на телевизија, без ништо сем. Бев единствен човек што дојде во Македонија да запозна Македонија и се запознав со Вања. Ајде Вања, сега, Бавара, мило ми е што можеш ти сега да ми представуваш малку Slow Food. Што е точно Slow Food овде во Македонија? Slow Food е глобална светска организација која што го поддржува традиционалното, локалното, нешто што сите го имаме во генот, а инаку на глобална мрежа 160 земји членуваат во Slow Food. Да. И ние ја имаме таа привилегија што сме дел од тоа големо семејство, кое е на страна на малите земјоделци, оние што со своја љубов, со свој труд одгледуваат, што готват, да ги видиме денес, дека сите на посебен начин, со голема љубов, со голема милост, во што имаат, малите билки, сок, све што прават го прават. Малите теглички, кои што се направени, еве да речеме, ја видовте и тетка Мирјана која што има джем од шипинки и сите други внатре, и вале со тартуфи. Муабетот ми беше, ние сме дел од Slow Food семејството веќе 16 години, а моментално тука во јавна соба и презентација, односно пролетен саем на Slow Food ја има приказната поврзана со Slow Food водно. Значи тука се сите, Си имате навика да кажеме овде да доаѓате 2-3 пати месец. Бидејќи тоа е поврзано со Скопје, а со Александар имаме одлична соработка
преработка и тој ги препознава тие работи кои што Slow Food ги промовира и со задоволство. И ги употребува во неговата кујна, мислам, Да, има па прилика да затоа и работам со него. кујната му е како што треба. Инаку Slow Food Македонија, освен Slow Food водно, има 11 конвивиуми. Офатена е цела Македонија и секогаш кога ќе пробате нешто slow food, навистина се разликува вкусот на slow food од она што е индустријска преработена храна, барем ти знаеш. Да. Slow food, како кажуваш ти, е slow, бавно, така е, бавно готвење. Бавно готвење, да. А све што е бавно готвење е наубаво. Барем, да, ти можеш да посведочиш за таа убавина. Точно така. Пак ќе кажам, многу ми е мило што имавме прилика да се видиме, да разговараме, да помине еден краток момент заедно. Сега ќе збориме со Александар, го спомнавме сега, одиме понатаму со господинот Александар. Ете така. Фала, Вања. Кој го имаме тука? Епа го имаме Александар. Обавесно. Не можеме да дојдеме во јавна соба без да се видиме со Александар. Александар, ти си собственик од местото, собственик да кажеме, а? Така, ма ти си темелите, управител и темелите од јавна соба. Јавна соба, мислам, ти сите го знаете, е едно место каде да кажеме што е мултитаск, мултифункционален, све може да се прави овде, да се јади, да се пи, да се прави журки, да се прави сајми, евенти, све. Јас го знам местото, се познаваме со Александар одамна. Можеме да кажеме ти во Македонија сме стари пријатели, стари сме, а пријатели сме. Хајде, Александар, збори малку ти јас. Ако почнувам, нема крај. Кажи ми, представи се малку, хајде. Не, добро, Марк, ние се знаеме веќе колку 10 години. 10 години па. Значи 100 пати сме соработувале, баш ми е драго дека сега емисијава ја правите. Се надам дека има феноменална гледаност. Сега имаме луѓе што не следат и све, да, особено што сте на YouTube. И све, секаде сме тука. Што не морам да брзам дома за тегледам на телевизија. Точно така. У прайм тајм YouTube е супер. Секаде да не видиш, да. Супер. А када ете, јас сакам да збориш малку за тебе, да. Ти си Александар. Александар Великовски. Како име, Великовски, да величен човек. Не ме навистина. Пробувам секако да останам поскромен, кажи го и помалку забележан, помалку забележан и поскромен да бидам. Така да еве и ова овде што правиме не е само моје дело, него е дело на еден тим кој што работи. Да. Тука, значи сам не може да го напишеш овде. Не може. Имаш добар дел и имаш и ти заслуга за ова што се случува тука. Така да и ти си дел од приказната од сам почеток, како и многу други, значи што биле, што поминале од музичари, актери, или иноватори, дизајнери и така натаму, нема кој не. Секој има оставено дел, така да јавна соба е тоа што е, меѓутоа заслугата е на сите тие луѓе кои што влегле овдека и направиле нешто. И тоа е и идејата, нели, позади овој концепт. Тоа сакам да кажам, во секој дел од овде има еден мирис во зидот, има едно нешто што пипаш, што е дел останак од некој, гледам ги сликите. Све, ова има еден посебен амбиент овде што те отвара да бидиш во културата, во све што е уметноста и све тоа. Тоа сакаше да го даеш тој дух овде и го даде. А мислам, ние сме дел, како кажуваш ти, од приказната, а ние само го надградуваме тоа. Ете така. Да, целта е да се понуди програма, значи да секој излезе посреќен и попаметен од овој простор. Значи да научи нешто ново, да дознае и да работи секако. Меѓутоа, пак ќе кажам, да излезеш побогат со информации. Значи, да добиеш едно друго искуство, кое што не постои на друго место и те да натера секако да се вратиш повторно. Тоа е идејата, позади концептот. Да збравте, мислам, оти за денес имаме доволно. Предизвикот е сега да дојди во мојата кујна, Александар, го чекам. Јас бев колку пати овде во кујната, јас знам, бев надвор, бев секаде.
Сега ќе ми биде јас предизвик да готвам за Александар и да го продолжиме муабетот. Оти навистина човекот има многу да каже. Се гледаме во мојата којна. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во вашата кујна. Кажа вашата кујна денес, па да, оти е вашата, нашата, кујната на сите што се со нас, со работат со нас. Да ги кажеме кои се, имаме Унибанка, имаме Нептун, имаме Карес, Беко, Алпско, Злато Појле, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал, Карес и Прима. Прима што ни направиле преубава кујна со опремата од Беко, да не ги забораиме пак и нив. Тоа е тоа за денес. Ги представивме нашите пријатели, а имаме јас еден добар пријател што ќе ми дојде денес. Ние се познаваме одамна, го кажавме тоа, го знаете тоа, се вика Александар од јавна соба. Public Room. Дојди ми Александар, те молам. Ајде. Здраво. Добар ден Александар. Како ми си? Одлично. Секогаш сум среќен да го видам, оти човекот е навистина малку посебен. Сите сме посебни, ама он е посебен навистина. Да, така секогаш насмеан, има енергија во него што го споделува со сите што доаѓаат кај него во јавна соба, во Public Room. Сега не знам како да го кажам, јавна соба неколку пати е малку чуден збор, Public Room е името, вистинското име, по македонски има јавна друго, ама да не го кажеме тоа, оти малку... Имаше и група една, популарна јавна соба, и група, да, знаат гледачите. Добро, па тоа не го знаев. Поминавме преубав момент таму, се шетавме, оти јавна соба, Public Room, се знае тоа едно место каде може да се прават евенти, како да кажам, собирање, може да се јади, да се пи, да се помини убав момент, да се работи таму, освен све можеме. Тоа е објект мултитаск, така го викаме. Така е. Имав ја прилика да правам неколку пати евенти таму со него, беше прекрасно. Пак ќе кажам, поминавме, имаше еден евент со Slow Food, сите специјалитети што ги има во Македонија, преубави домашни специјалитети, ги покажавме, ги видовте, се надевам оти ви се допаѓаше, навистина мора да се пробат, оти само да ги видите и да ги мирисете, не е доволно, мора да се пробат. Тоа е богатството што го имаме во Македонија. Така е. Нашата убава земја. Александар дојде денес, оти знаете како е малку концептот од емисијата, да ми збори малку повеќе за него. Сите го знаеме објектот, ама Александар, дали го познаваме? Дали го познаваме? Ние се познаваме, ама гледачите, дали те знаат, дали те познават? Знамо ти мојата омилена половина те познава и она одамна. Ама, ајде, кажи ми малку повеќе за тебе. Чести гости сте. Марк, јас сум доволно експониран на Да, не знамо ти има луѓе што те знаат, ама има други. Знаеш, емисијата е гледана не само во Скопје, гледана е во цела Македонија. А мислам ти во цела Македонија не те познав. Може, не знам јас. Секако. Сакам со тебе на твоето шоу да дојдам на роад шоу што го правиш. Добро. Феноменално, меѓутоа да. Добро е. Ништо, работам веќе 10 години во Public Room, организирам сегов тип на настани. Помагам да тие настани се реализират, бидејќи не се секој пат на наша иницијатива. Па да, ме работиш со колаборација, голем број, 90% од настаните се настани кои што ние ги вдомуваме, односно им даваме поддршка, логистика, промоција и така натаму. Тоа е тоа, голема комуникација со луѓе, мислам, секојдневно. Тоа е неверојатно, навистина тоа се гледа, се осеќа и динамичен е просторот и бара внимание. Така да едно прашање. Од каде ти дојде таа идеја? Знамо ти порано, не беше ти само во Македонија, имаш еден друг, како да кажам, претходно, така можеме да скажеме живот? Како јас го имам во Белгија, јас имаше ти еден живот во Холандија. Ете така. Spreek Nederlands, meneer. Да.
Идејата за просторот доаѓа од потребата. Значи не е модел кој што е превземен од негде од друг простор, не постојат слични секако, меѓутоа папикрум е правен по врз основа на анализи кои што се правени во Македонија, значи што им треба на луѓето. Навистина, мислам, пред 10 години немаше таков простор. Тоа е нешто ново тогаш, што го измисли, што го направи и што го навистина има голем успех. Да, добро работиме, успешни сме, познати сме не само во Македонија, и во регионот, препознатливи сме бидејќи просторот е автентичен и нуди посебен тип на услуги кои што и добра храна. Благодарение на тебе. Сега да збориме од храна, извини, ме мора јас да готвам малку. Продолжи ти да си збориш, да објасниш, да кажеш кој си, пак ти ништо не ми кажа. Многу се крие човекот, не знам како да има нешто да не. Ајде, кажи малку повеќе од тебе. Што готвиме само денеска? Што ќе готвиме денеска? Имав идеја да готвам нешто лесно, брзо, како твојот објект како е. Јас сакам да направам тестенини. Ете, имам тестенини од Златополје, направив шпагети, ги сварив. Овие се спагети број 7. Пишано 8 минути, јас сегаш малку помалку ги ставам да се варат, ги оставам малку во водата, да остануваат ал денте и све. Имаме топ тестенини. Да, сварени се, му ставив малку од зејтин и сега ќе направиме еден сос, многу брз сос со кристал. Малку зејтин, малку свежи тревки, буковка малку подпечена, ќе дајме тоа заедно, ќе го мешаме со тестенините, малку одбиено сирење од нашите пријатели президент, на крај и едноставно. Знаеш, се навикнавме да правиме брзи рецепти. Нешто што луѓето може да го направат за кратко време и да биде вкусно. Тоа е, мислам оти кај тебе исто, мора да се прави нешто за кратко време, оти многу народ доаѓаат, одеднаш да имаш кратки рецепти, сме вкусни. Ти си работел во кујна, професионална кујна, знаеш како тоа е. Па да. Бидејќи таму 90% од работењето во кујната секако се состои од припреми. Точно, Што се прават. За тоа. 10% тоа што излегува. Точно така. Ми требаше да земам нешто. Сега малку сум, не знам, возбуден. Там. Да, Марк. Без што сакав да земам. Ми требаше блендерот. Без тоа не можам ништо да направам. Кажи што треба ти помогнам. Многу лесно, не, знаеш, јас како работам, ја глед. Ќе му ставиме малку перса од млад кромит. Знаеш дека готвам и јас. Знам. Но не сакаш да стоиш без ништо да правиш, ама овде, денеска си во мојата кујна. Така е. Не оти сум главниот и све, ама сакам ти да ми бидиш, како да кажам, мојот гостин и да видиш дел, да кажам, на рад. Гледаш, ќе му ставиме малку и нане. Одлично. Нане, ете така. Да, бавчата малку подалеку. Од мојата бавча, да, од комшиите, да. Му ставаме малку од кристал, зејтин, сончоглед, може маслиново масло, не го ставам маслиновото масло сега, зашто ти маслиновото масло е многу јак. И оди над вкусот од тоа. Да му ставиме малку лукче. Јас обожавам лук. Не можам да работам без лук, ама лукот за мене е дел од македонските состојки. Без лук нема ништо. Нема храна. Не, нема храна. Лукче е антибиотик и е многу вкусно и тоа навистина мене ми се допаѓа. Ќе му ставиме малку семки од сончоглед, ќе направиме од еден стил на песто. Одлично. Да, нешто лесно, имаме малку суф. Копар овде, ќе му ставиме малку и сол. Вуаля. Јас пак ќе кажам, прекрасен момент поминавме во јавна соба сега претходното снимање. Сакам такви сајми каде македонците луѓе што имаат такви посебни производи, што прават мед, што произведуваат тартуфи и све тоа, што може да го покажат на јавноста. Твоето место тоа го дозволува. А луѓето, кога се шетавме меѓу нив, беа многу среќни. И луѓето што доаѓа беа среќни. Имаше еден амбиент така, навистина, домашен амбиент. Оти све беше домашно направено и навистина превкусно. Има прилика да све да пробам. Целта е да им се овозможи еден простор, една платформа каде што они ќе ги покажат своите производи да ги продаат. Секако тоа е
Јас и ти ги конзумираме тие производи. Точно така. Свесни сме за квалитетот. Меѓутоа треба и другите луѓе да го знаат. Јавноста. За тоа јавна соба. Не ме навистина кога гледаш името што го даде јавна соба, public room, тоа е место што е за луѓето, за сите. Отворено за сите концепти, за сите луѓе. Гледам и исто меѓу неделата многу млади се тука, многу млади доаѓаат, ученици што се од околината, од болницата, од светова. Имаш навистина различна клиентела, од све и од сите. Може да се работи таму со компјутери, се на маса, се конзумират. Не, многу ми се допаѓа амбиентот. Благодарам. Да се враќаме. Пак не ми кажа ништо за него. Па да, пробувам. Збором, не, јас пробувам, ти чутиш. Но многу човекот има, не знам, ајде, кажи ми нешто покршка, ајде, твоето минатото во Холандија. Што правеше таму? Што беше таму? Кога студирав, работев во кујна. За тоа? Таму, во професионална кујна, значи додека студирав, работев во професионална кујна. Сега во парт-тајм вработен, меѓутоа многу работи ги дознав за она позадинското работење во ресторан, ги дознав од таму. И тоа ми помага денеска да знам да сготвам, ако дојдеш ти на гости кај мене. Па знаеш што това не го знаев, не ми го кажете, гледаш? Имаше нешто што не знаев од него. Не го научив дене. Браво. Браво. Ова се буковката. Да. Знамо ти сакаш да употребиш кај тебе, купуваш буковка, Има. Да. Само буковка, други. Да, знам. Затоа сакав да ти направам еден рецепт што го имаш со истите намирници што се кај тебе, да ги правиме малку да кажам различно. Ништо посебно, ма малку различно. Одлично. Ете така. Гледаш што правам? Ајде, продолжиме се, Александр. Продолжи да тебе. Добра е плотна во одбеко. Многу сакам овде, јас го направив намерно да имаме на мала. Тука една индукција позади. Навистина, да ти кажам право како опрема, многу сум среќен да имаш една таква кујна на располагање дома. Уште подобро, сега како професионалец, екипирана како е, многу сум среќен. Ој, твојата кујна е убава, има прилика таму да работам, практична и све тоа. Јас секогаш гледам во кујна да биде практично. Местото да биде лесен за работење со еден пристап. Знаеш што ти све треба да биде на еден чекор. Да, на дофат да ти Ете така, од секаде со еден чекор треба да одиш во фрижидерот, да одиш, да си работиш, да одиш во печката, да одиш до лавабото. Ете тоа е тајната за една практична кујна. Така. Добро си се организирал. Да. Хоп, вуаля, ова ќе го подпечиме. И сосот е направена. Тестенините се варени. Ќе се печат буковката, а ние се враќаме за кратко. Епа, се враќаме, завршивте со буковката, му додадов малку од бујонот. Александр, многу ми ќути човекот. Чудно ми, ама ајде. Сабанечки ме начека сега. Па за тоа малку мислам треба малку. Нареден пат кога ќе снимам со тебе, ќе снимаме вечер. Да, вечер не најде. Ајде, јас ќе продолжам да готвам, оти ако не готвам, немам да направиме емисија. Буковката е пропржена. Му ставив малку буљон, ќе му додавам овие преубави тестенини, златополје, си ги знаеме, нашите партнери, нашите пријатели и навистина какво убав вкус имаат. Овие се 100% дурум, немат јајца, можеме сите да ги јадиме, се постни. Ете така. Чисто малку да ги пропржиме, сосот ни е спремен, тањирот ни е тука, чекаме чисто малку да се стоплат и ќе завршиме целото, како да кажам, готвење од ова брза, ефтина, можеме да кажеме ефтина и вкусна рецепт. Александр, одлично. Оти тоа и кај тебе, мислам оти сите ќе им се допадне. Ти имаш нешто слично така како рецепт кај тебе, не? Да, тестенини се популарни. Тестенини тоа е нешто, да, што сите го сакаме, сите ни е лесно да го јадиме. Ете, го стопливме, го ставаме во тањирот. Вуаля, пап. Одлично. Вуаля. Овав сос. Ова е стил како песто. Му ставиме малку на тестенини, малку повеќе. Хо, како убаво мириса. Многу сакам ценесто лукчето, му дава така посебен мирис. Хоп, стоп, ова може да се врати
позади, да правиме место. Ќе го завршам на крај со малку биено сирење. Многу го сакам биено сирење. Зошто биено сирење? Во Италија се употреба пармезан. Пармезанот има јак вкус, така знаеш? На крај. Македонија имаме биено сирење. Зошто да не го употребиме како начин на пармезан? На крај ќе го отворам, ќе го рендам, ќе оставам сега на страна. Во секоја емисија ние имаме поклони за луѓето што ни доаѓаат, за нашите гости. Па да, нашите партнери се тука, ни дават поклони да ги дајме на нашите гости. Ајде, да почнеме со поклоните. Прво имаме карес. Карес, кој знаеш карес? Го знам. Луѓето се продава сите аксесуари, све имаат, во сите големи маркети се наоѓа молови карес, 1000 денари, ваучер за тебе да си најдеш баф нож или нешто така за тебе. Повели, вуаля, президент, млечни производи, президент, се знае во Македонија, го имаме президент, лек што имај. Имаш и ти биено сирење, павлака, ти ставив малку сирење, салакис, имаш и крем павлака, имаш све. Повели, знам, ти ги употребуваш кај тебе, ама за кај него дома, топ, ги користиш. Royal Fish, македонски производ, многу ги фалам, на вистина. Единствени во Македонија што прават пастрамка, крап, димен. Ладна димена пастрамка, топла димена пастрамка, пастрамка обезкостена, пакувана сувид и димен крап. Повели, пробај, тоа е преубаво. За мене секогаш го кажам, може да биде на масите од најдобрите ресторани. Ете така. Кристал, без нив, ништо не правиме. Кристал, исто, македонски производ. Масло од сончоглед, оцет прават еленка, што се става како зачин. Имаме тан, имаме маргарин, кристал. Кристал се многу производи, ама пак ќе кажам македонски производи. Повели уште од нашите партнери. Чекај, продолжуваме. Нема крај. Унибанка, се знае што е Унибанка? Е банка. Банка се дава пари, банка се земува пари, се поземува пари. Ако ти требаат, Унибанка, тука се за нас. Повели. Вуаля. И нашата преубава рецепта на денот со тестенините од Златополје. Златополје имат голема палета од различни видови на тестенини. Ги имате по сите маркети. Мислам ти ништо не треба да се каже за нив. Купите ги, пробајте ги и ќе бидите премногу задоволни. А за тебе, повели, имаш еден асортимент, имаш една убава крпа од Златополје. Супер. Вола, а ние ништо не ни кажа. Не мора да го дојдеме пак кај него и да го ќе дојдеш дома кај мене. Ќе дојдам дома кај тебе. Ајде, да го завршиме рецептот. Да ставиме малку уште од биеното сирење на крај. Вуаля. Ке ти дам една вилушка и ке си пробаме тоа, ке си кркаме. Гледај како убаво изгледа. Пак ќе кажам, едноставно, брзо, гледате за кратко време што направивме. Едно многу добар оброк. Чекај. Хеп. Вилушките. Повели. За мене едно нешто пред се, да не заборавате, Сарајева секоја недела подарува еден воучер од 1000 денари. Он е дел од нашите пријатели. За тоа, за да го имате тој воучер, треба да се пријавите, да follow пејџот од Авантурите на Марк, од Сарајева, да се пријавите, да го оставите вашиот име и јас ќе го одберам победникот од тоа недела. Ова недела, секоја недела, до крај на сезоната. Пријавете се. А ние го пробаме ова и со нашите партнери што се тука, да не заборавајте, следете на Facebook, Instagram, YouTube, тука сме сите за вас.